Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте уште едно издание на Јади Бурек на ТВ Сонце. Драги мои, денеска е денот кога ќе ги излечеме наградите. Поточно сакам целата она фрка која ви ја направи во врска со доделувањето на награди малку да ви демистифицирам. Имено, мојата идеја беше на некој начин да ви се заблагодарам на дел од вас, не можам на сите, со нешто символично 20 години дружи. 20 години е километража и тоа сериозна. Дори и колите 20 години малце зарипнуваат. Не се, истеравме 20 години кариера заедно со вас, не можам да кажам дека е тоа мое, да не бевте вие, јас не знам ни што ви правил. Така што, на некој начин, оваа година, ќе се обидувам еве вака нешто да измислам некој повод за да некому поделам и доделам нешто. И ова нема да биде последно од она што го најавив, иако ете благодарение првен почна целата иницијатива од Mobilix, драгиот Адо кој ете сакаше на вас гледачите да даде еден giveaway, па се насобраа и уште некои други. Па Македонија нели заигра на европско првенство и сето тоа некако се склопи во една убава приказна да ете мојот дамнешен сон да ја видам македонската репрезентација на европско првенство. Драги мои репрезентативци, драг мој Пандев, намасте. Ви благодарам многу за што ми остваривте желбата. Значи мојот сон е остварен. За се друго ви оставам вас. Мене сонот ми е исполнет, едноставно како и јас и земјава и сите некако да станавме полнолетни, па влеговме во едно елитно друштво на возрастни со ова играње на фудбал. Колку да е нешто символично. Јас ве поканив тогаш да гласате и да предвидувате, да типувате на некој начин како ќе бидат првите три надпревари на македонската репрезентација. Знаете што? Малку мина погодија, многу мина промашија. Но тие што погодија, повеќе го кажуваат тоа некако, како би сакала, ама за жал нема да биде така. Сака Македонија да победи, ама ќе ги изгуби сите три. А другите беа победуваме. И тоа се емоции. И јас ве разбирам. Но, ја не сум спорт лайф, спорт бет, ја не сум Моцарт. Јас сакав само да ве мотивирам за момент да размислите и да влезете во оваа шема на giveaway, денеска така се вика тоа, не е дури ни наградна игра, туку да поделам подароци. Giveaway, давање. Ова што го гледате во моментот, во кадарот, се имињата на сите оние кои гласа. Сега да ви објаснам малку. Значи, нема многу, затоа што имавме само две емисии по еден час, вкупно 120 минути, каде што на телевизија се јави едно 3-40 луѓе, толку успеавме физички, ја да направив уште 10 емисии, сигурно ќе имаше многу повеќе. Но дадов можности на Facebook да гласаат и го отворив профилот, значи најавата, оставете име, презиме и мобилен телефон, ја оставив 2 пати по неколку часа. 2 дена по неколку часа. Така што и мојот фонд на награди е ограничен. Идејата ми беше 50 награди да соберам, јас собрав 30 награди, иако можев да ги разделам, но ајде групировка да не ве викам овдека за едно CD или што ти ја знам, барем нешто символично да ви поделам. И тука земаа многу луѓе учество во овој giveaway. Нема да повторувам, но морам да повторам. Имаме аудио CD од Адријана Јаневска, плюс тоа книга Македонска империја, музејски водич и амбиентална музика од Александар Шантевски. 10 комплета ќе бидат, ова е местото каде што ќе бидат запишени добитниците. Потоа ќе имаат 4 уметнички фотографии, 4 уметнички фотографии ставени на платно како уметничка слика од Стојан Стојановски, најдобриот фотограф во Македонија, во моментов од таква
туристичка и уметничка фотографија со претежно пейзажи од Македонија и од Охрид. Наградата е прилично вредна, една слика е околу 100 евра, значи како фундус на награди е прилично. Потоа е Синеплекс кој на тројца ќе им додели по 2 билета и мени, пуканки и пијачка и да си одберете некој филм да изгледате во Синеплекс по ваш избор. Дежаву Капитол ќе додели на петорица, ќе им додели едно доживување, комплетен оброк, кој мора да содржи сладолед. Значи, идете, си одбирате јадење, салата, пијалок и сладолед од нивниот најдобар сладолед за петорица. Се приклучи и GGTV, поздрав до Гора Цветковски, GGTV, кој доделува 2 геймерски мауса, и ова е вредна награда, еден геймерски маус е преку 3.500 денари, значи оние издржливи, wired, така што ми е драго што и они заедно со Сетек се вклучија. Исто така вредна награда жолт дрес на македонската репрезентација. Имено, луѓе, оригинален дрес на македонска репрезентација денес да се најде, но шансон. Значи, многу е тешко. И ја му благодарам на мојот колега Баже, кој овозможи оригинален дрес од ФФМ да го добие еден гледач, и ова е навистина ретка и вредна награда. Енциклопедија Македонија, и ова е исто една вредна награда, во вредност околу 15.000 денари, тоа е 4 томна, 3-40 кила, 20-30 кила историја на Македонија. Јас ја доделувам, жде бурик. 2 Bluetooth звучника од Mobilex, сите оние фенси ткаенина со кожа од Mobilex. Главната награда ја ставивме, иако можеби не е највредна од сево ова, но е како мотивација, е Redmi 8 телефонот. Тука се наградите, овдека се на маса, повеќето од наградите, а за награднава игра вечерва ќе ни помогне мажоретката Сара. Сара, те молам повели во студиото. Добро вечер, здраво. Сара нема да говори, Сара ќе ни помогне околу излекувањето. Сара, ја би те замолил прво да ми ја даеш волшебната кугла, малце, ако сакаш ти да ја предвидиш иднината, но јас малку да им објаснам на гледачите. Имено, ја го направив ова најаналогно што може, како во 103 на радио, со пенкалце запишување име и презиме на оние хартивчиња, и сега сакам само да те предупредам. Значи, кога ќе промешаш овдека да извлечеш некој од наградите, они, бидејќи се на оние стикери, може да биде залепено. Така да слободно одлепи и одбери едно, еве, например, овде 3-4, кое сакаш ти, ќе го, знаеш, оние, така да лесно иде, а вие да не се збуните. Во секој случај, сите кои предвидува, повелете, сите кои предвидувавте, влегувате во наградната игра. Без оглед на вашите предвидувања. Без оглед дали сте го погодиле резултатот, дали сте го утнале резултатот. Ве молам, мојата мотивација беше само да ве заинтересирам за целава работа, бидејќи навистина сега, нели, одвојува едни, одвојува и други, така што ќе гледам секому да му доделам по некаква награда. И сега за една атмосфера, онака да го правиме како големите телевизии, режијата ќе пушти една музика, инструментална, многу мина ќе се подсетат на овие тонови, јас се сеќавам многу одамна идеше и за квизови, и за наградни игри. Океј, можеме да почнеме. Сара, да, веќе може да вади, да извлече еден добитник. Првите 10 награди ќе бидат, благодарам, еве го првиот добитник, Иван Крстевски. И одма ги ставам во Иван Крстевски, овдека да ги зачуваме овие. Што добива Иван Крстевски и наредниве 10. Еве го, тоа е едно пакетче, а пакетчето содржи
содржи CD Андријана Јаневска, да, Андријана Јаневска, двојно CD Александар Шантовски, атмосфера амбиентална музика, водич, музејски водич низ Скопје, луксузно издание и книга Македонска империја. Ете, тоа е 10 вакви пакета и да, значи, првин да го запишеме. Иван Крстевски пушти погласно музика. Сара, почни да буричкаш низ куглата. И вториот добитник, ти благодарам. Со сета должна почит за 20 години, поубаво суштество не сум имал во емисија и во студија. Дејан Главинов, 075-724-302. Не, и мене трема ме фати да игра. Не можеш покрај ваква убавина. Како викаше Горан Трајковски, на светот убавина. Дејан Главинов. Нула 75 724 302. Сара, уште еден. Значи, ова беше 8-миот, сега идеме 7-миот добитник. Мерси beaucoup, mademoiselle. Тони Ивановски. Тони Ивановски. Одиме со следниот. Тешка, лесна работа? Тешка. Љупка Ангелеска Темелковска. Љупка Ангелеска Темелковска. 075 243 690. Одиме уште еден. Портокалово ливче. На портокаловото ливче е Ненад Бошковски, 071 357 603. Ова кафето или стварно ја имам трема како прв пат у живот? Види ми го. Сара. Ненад. Потроши пенкалото. Идеме второ пенкало. Бошковски. Три 57 630. Сара, позната ти е музиката? Не. Ова е од времето кога диносауруси одеа, а јас заедно со дедо Ное му викав: дедо Ное, што со бродоградилиште си запнал? Љупка Ангелеска, чекај, два пати ова. Два пати, видиш, два пати гласала, два пати запишена. Те молам уште еднаш, Љупка доби. Па нема премногу, ете. Ја внимавав да нема некој два пати, ама може и мене да ми се случило да сум напишал. Јован Грујовски. Ова само покажува дека онака тотално е... Луѓе не веруваат во наградни игри. Све мислат дека е нешто наместено за некого ово, но токму затоа што ги имам ја мојве лапсуси покажува сосема спротивно. Одиме со Јован Грујовски. 078 319 363. Честитам и нему. Одиме седмата награда.
Рабадаш. А, конечно едно розово за Југослав Кузмановски. Нула 78 719 на 510. Претходното беше А319. Катастрофа сум денеска, пун лапсуси. Ко Кока-кола со витамини. За Кристијано Роналдо. Струмка. Одиме оспата награда, да видиме, тоа е Дејан Китевски. Дејан Китевски. 075 503 966. Океј, девета. Благодарам, Сара. Дарко Ристов. Дарко Ристов. И почни ти да мешаш додека не ти кажам. Дарко Ристов. 077 494 856 и последниот кој ја добива, благодарам, Илија Ристевски. Ристески. 072 264 335. Океј. Сега идеме, излекување награда е уметничка слика од Ема Маљан. Ова е оригинална уметничка слика, комбинирана техника, акрил и масло на платно, уникатна е, една и единствена, од сликарот Ема Маљан со нејзин потпис. Сликата носи наслов Црниот лебед. Сега, Сара, со фокус и концентрација, оваа вредна награда, да видиме кој ќе ја добие. Повели. Слободно одлепувај која ти ќе одлучиш. Благодарам. Јовица Петровски. Јовица, честитам, се надевам дека ќе ти се допадне, дека ќе го краси твојот дом. 572 615. Чекај малце. Ја доделивме оваа. Малце да премине сега ова на страна. Да ја вратам сликава. Стварно, мислам дека ова едно од најубавите дела на Ема Маљан. Ема кратко беше гостин овде и навистина многу интересна личност. Незиното сликарство е незината терапија. Одиме сега фотографија на платно од Стојан Стојановски. 4 ќе ги извлечеш. Колега, ја не можам да... Дејан, ја би те замолил, остаи слушалките, тротни се позади мене, овдека се сликиве, ја заборавив на време да ги извадам, не е лошо да ги покажеме. Значи, фотографија на платно од Стојан Стојановски, да видиме, сите 4 ќе ги извади. Браво, што ти е практично. Значи, млади бе, не можам да ве разберам, нема одолговлечување. Тап. Благодарам. Океј. Еве да видиме, првата слика ќе биде. Значи, ова е фотографија. Ова е најубава фотографија. Ја плачам за оваа фотографија, да ја задржам за себе, но нема да биде фер. Стојан Стојановски има снимано со долга експозиција, ова е небо над Охрид. Ова е звездено небо. Нема фотошоп, само е пресликано на платно. Зависно од димензијата е и цената, негдека ова вредноста е околу 6000 денари. Да.
ова е едната слика и неа ќе ја добие Блаже Филиповски. Блаже, еве овде како го залепуваме ова за тебе. Блаже Филиповски и те запишувам. Кафе нешто? Блаже Филиповски. Телефон 075 944 075 944 907. Ете, Блаже исто. Добро. Слаб е овој лепак, така да можеме да го ставиме, нема да издржи многу. Втората слика ќе биде, што ќе биде? Мотив од Канео. Во секој случај, ова е фотографија, уметничка фотографија, која, како што ви кажав, со техника е пресликана на платно. Стојан Стојановски. Сите овие слики можете да ги купите. Се купуваат на неговата страна, ви ја покажав, ќе ја покажеме повторно. Ќе ја добие Јусуф Алија. Јусуф Алија. Ете, еден убав мотив на црквата Свети Канео од Охрид. Се надевам дека ќе ти се допадне, Јусуф. 077 526 147. Така сакал Господ, така сакал Аллах и ти ја доби оваа награда. Следната слика ќе ја добие Димитар Стојановски. Димитар, оваа слика, оваа фотографија, не знам во кој период од годината е направен, прекрасните галеби, македонското знаме, мотив од кеот на Вардар Керечев, на Охридското езеро. Убава слика, само да запишем Димитар Стојановски. (078 852 419). Честитам и тебе. И последната слика ја добива Мирослав Антовски. А последната слика е слика, фотографија направена со дрон, едно магливо утро, и се надевам дека го препознавате ова култно место на Македонија. Тоа е Бигорскиот манастир, Реканскиот крај, Западна Македонија, место кое секој што живее во оваа земја би требало да го посети. Значи, само да запишем. Мирослав Антовски. (077 929 813). Океј. На мојата драга хостеса Сара сега би ја замолил да излече 3 добитници, еден по еден, а следниве награди се од Cineplex. Значи, одиме еден по еден, бирате 2 карти, добивате, еве, Валентина Јанге. Валентина Јанге. Јангеловска. Јангеловска. 070 807. Види, ова е мој ногопис, така да грешки апсолутно дека ќе има. Во тоа не се сомневајте. 807 527. Значи, Валентина, вака да знаеш, добиваш 2 карти, 2 билета од Cineplex, ќе биде оставено твоето име таму, ќе отидеш,
ќе си одбереш за која кинопредстава сакаш, кога сакаш и ќе добиеш едно мени, голема кофа пуканки и 2 пијалока по избор и ќе одгледаш некој филм. Сара, кој ти е омилен филм? Не, реторичка е, дворете. Те молам вториот добитник, втората награда од триот Cineplex, 2 билета, избор, филм по избор и мени. Ја добива, благодарам Сара, Александар Миладиновски. Само не научив да пишувам и да зборам. Замислив ше тоа да го правев. Кај ќе ми беше крајот. Ќе пишував колумни, ќе ви зборев, ќе напишев книга за 20 години, 3 томна енциклопедија. 070-338-286. Океј, и третиот Сара те молам. Благодарам. Сара, што сум напишал овде? Презимето, Кире. Аха, не е Илковски, нема шанса Илковски. Да видам. Не ми текне ни мене. Миновски. Кире Миновски. Прашемеш, кога беше основно, имавте краснопис? Предмет? Не, ние имавме. Тесни и широки? Пишување во тесни, кои да памти. А да е во прво оделение. Што имаш оценка? 5. Браво. Ја немав оценка, ја паднав 4 пати прво оделение. И музикава е од Југославија. Значи, Кире Миновски 071 355 718. Океј. А сега, драги мои, Сара, петорица добитници, еден по еден одиме. Тоа е Дежаву Капитол. Мени за двајца. Значи, да видиме кого ќе го почастиме во Дежаву. Повели? Повели? Аха. Дојдете си со деца, има игротека. Да видиме овдека Марија Петровска. Нула 78 664 767. 078 664 767. Добро. Уште еден, одиме. Сара, одма почни да бркаш за следниот. Оваа награда ја добива Искра Бела Зелковска. Нула 70. Конечно нешто убаво да имате у кадар наместо мене. Може друг пат да дојдеш пак на гости. Ништо, само да... Да, ти благодарам многу. И го разубаве студиото, и емисијата, а и животот. Тале Јордановски. Тале! Тале, да си жив и здрав. Кога ќе дојдеш у Скопје, Тале Прилепчанецот, редовно што се јави. На лапање у Дежаву. Тале Јордановски. Знам дека Нечол ќе чуе.
716 071. Дедо Попе од да видиш каков роден ден славеше пред некој ден таму, супер беше. Одиме четвртиот добитник. Како сме со тајминг? Одлично. Таман ќе завршиме на време. Све. Благодарам. Живко Петрушевски. Благодарам режија што не ме даваш мене у кадар. 176. Конечно, ја рад да сум малце. Одиме петиот и последниот. Да, благодарам. Сара, размеше ги одлепи, ги гледам, има доста се залепиле. Емилевска беба. Дринг. Беба 070 706 671. Сега, ми треба двајца геймери, Сара, да ми најдеш таму. Значи, дечки што се играат на PC, на компјутер. Многу вредна награда. Тоа е геймерски одсетек. Може сега мене у кадар. Мерси. Еве го геймерскиот маус. Одсетек. Па дури и цената сум ја оставил. Добро, не е фер од мој, ама добро, така го добивме од одсетек. Им благодарам на GGTV. 60 грамски, 16 DPI, 20 милиона клика. Значи гарантирани. 20 милиона клика. Што е за мене тоа? 4 емисии јади бурек. Ама ја имам silent. Не можам вакви да ги користам затоа што прават. Многу збориш, прекини. Одиме со Александар Рист. Не, чекај полека. Рековме, двајца нема да добијат. Александар Ристевски, Илија Ристевски, Александар Ристевски, Дарко Ристевски. Двајца нема да добијат. Готово, Александар Ристевски. Нема телефон. Неважечко е, сори. Ново. Нема телефон оставено. Анита Сејанас. Што сум напишал овде? Вака ќе напишам Анита 078 216 924. А што ти е презиме? Што сум напишал, ја не знам. Не, еве дико на камера, глеј. Појма немам што сум напишал. Еве. Што предвидела? Македонија победува со Австрија, нерешено со Украина и губиме од Холандија. Ете, нешто погодило. Анита се 3 точки. Добро, Анита доби геймерски маус. Како? Музика? Нема музика? Престана музиката? А во луп беше стаено. Има музика, бе? Пуштена? Добро. Сара, уште еден геймер, дај ми. Осеќам дека Анита е људ геймер, онака. Како тебе. Геймаш на PC со Steam или на PlayStation? И двете. Дејан Митровски. Дејан Митровски. Митровски 071 470 730. 730. Сега идеме награда дрес.
Еве го дресот. Ова е оригинален дрес на ФФМ. И човекот кој ми го подари, толку ми е љут, ама јас сум уште пољут. Ми го подари за мене. Ма ја не можам да го облечам овој. Ја, бидејќи сум најголемиот предавник, качев килограми после короната и додека се вратам, овој дрес ќе излезе од мода. Подобро е нека го има некој. Ова е официјален дрес, оригинал Пума на ФФМ, жолт дрес, носи број 16, нема посебно име, фенси е, добар е, убаво ќе ви се најде со долги ракави. Сара, си оплема, мадмазел. Не, нема телефон. Неважечко. Само две неважечки до сега имаме. А и за тие две неважечки јас сум крив. Јас сам све ова спремав. Може требаше тебе да те оставам, ти да го подготвиш подобро ќе беше. Веле Димовски. Веле, ти честитам. Драго ми е што Машко го доби. Се извинувам, драги дами, но мислам, нели, се разбираме. Нула 75 785 776. Океј, одиме сега со момент. Одиме сега со наградата од мене, а тоа е енциклопедија Македонија, поточно монографија Македонија за сите историски периоди, 4 томна. Океј. Да видиме. Иначе, енциклопедијата е нешто како халината на Сара. Има да читате, да се изначитате. Данчо Георгиев. Нула 75 383 358. Честитам. И одиме со Bluetooth звучник. Сара, да не сакаш тебе да ти го дадам Bluetooth звучникот. Немаш Bluetooth звучник? Не, невозможно. Сара, неверојатно. Стварно пишува Сара? Да. Нема презиме. Ама нема ни телефон. Ама мора да си ти. Знам дека учествуваше во наградната. Ке се љути некој ако и го подарам? Стварно ниша не ти да. Доби хонорар за ова вечерва овде? Не. А очекуваш хонорар? Погледни тамо. Очекуваш хонорар? Еве го за тебе. Стварно немаш Bluetooth звучник? Ти се допаѓа ова? Да, убав е, фенси е, нели? Ти се допаѓа? Со iPhone, ти девојче вакво iPhone има, гарант? Со здравие да се слуži. Во ред ли е да и го дадам нејси? Заслужува ли? Повели Сара. Благодарам на тебе за помошта вечерва, а да не биде излечениот без овакво, значи едниот звучник го доби Сара, а другиот звучник
Трајчов Герасим. Герасим Трајчов. И сега 078 472 962. Океј, Сара, јас сега ќе станам и ќе дојдам до кај тебе да избереме главната награда, а главната награда е Bluetooth звучник. Мобилен телефон нема, се потроши, така да Bluetooth звучник ќе дајаме уште еден. Еве го мобилниот телефон. Ова е мобилниот телефон Redmi 8. Како главна награда го ставивме. Можеби не е највредна, но ете како духот на времето. Zeitgeist. Мобилните телефони се главната работа. Повели, покажи го пред екран. Можеш и задната страна, таа е многу поатрактивна. Црвениот. Еве ти како љубител на iPhone, како ти се допаѓа дизајнот позади? Нели? Да, ти благодарам. Сега не знаев што да смислам, како да излечем последната награда, да не биде туку така. Знаеш како, јас следново би го направил, така, вака. Покрај мобилниот телефон, главната награда добива книга Сара. Во твоите раце се е поубаво. Сврти од другата страна. Тоа е Македонска империја. CD-то со амбиентална музика и Андријана Јанеска, најголемите хитови. Сето тоа внатре овдека, заедно со мобилниот телефон. Сега знаеме овдека каква е проблематикава со овие ливчиња, непрофесионално направени од моја страна. И вака, пружи ги рачињата. Пружи ги рачињата. Ја ќе ти ги фрлам сите овие од озгора, а ти едно од овие фати. И тоа ќе биде добитникот. Океј, ти благодарам. Виолета Јовановиќ 071 312 928. Повели? Држи, покажи го. И честитам на Виолета. И драго ми е што една дама го доби телефонот, ќе го ставиме ливчето овдека. И сега вака само за главнава награда, да кажеме. Драга Виолета, ќе го подигнете, ова ќе биде однесено во Mobilix. Mobilix се наоѓа во кисела вода, ќе го најдете, од таму ќе ја подигнете оваа главна награда. Сите други награди ќе ги добиете овдека во телевизија, ќе дојдете. Од утре натаму, додека малце го направам јас списокот, да речеме од задутре, пардон, додека го направам списокот, утре е среда, значи од четврток повелете овдека, од, да речем, помеѓу 10 часот и 14 часот, нашата мадам Сузе ќе биде тука, секретарка, љубезно ќе ви ги додали наградите. А за наградите за наградите за фокусирајме. Наградите за Дежаву и за Синеплекс, списокот со имиња ќе биде оставен кај нив. Така да, кога ќе отидете во Дежаву Капитол, значи Дежаву Капитол, на оброки на сладолед, или во Синеплекс, во Сити Мол, во кино, на касата, на главната каса, или кај менаџерот, или за Капитол кај менаџерот ќе биде оставено, за Дежаву во Капитол кај менаџерот ќе биде оставено. Тотално имам трема од тебе, не можам да се приберам и да ми се извиниш. Пушти звучникот, нешто нека свири. А Синеплекс на каса ќе биде оставени списокот со имињата. Ете, тоа се наградите, драги мои, тоа се 30 добитници, може би повеќе, може би помалку. Јас на сите вас ви честитам, за
учеството и јубилеот, колку е мој, толку е и ваш. А тебе ти благодарам за помошта, ми беше чест и задоволство и навистина прекрасно, убаво задоволство. Драги мои пријатели, тука ќе направиме една кратка пауза, ќе продолжиме со Јади Бурек по паузата, со настапи од Андријана Јаневска, Ема Попи вода и така натаму. И утре, ја откако ќе се стабилизирам и кој ќе ми помине дејството на диазепамот, ќе продолжиме стандардно како и секогаш. Благодарам.